Добро вечер. Гледате Топ тема. Гостин е Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Бислимовски, добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Атрактивна тема. Акцизите за нафтените деривати се зголемија за 3 денари, но реакциите се дека токму во време кога цената на суровата нафта на светските берзи практично е во минус и дури се дава и на поклон, ако може така да се каже, во Македонија буквално имаме зголемување на акцизите, а со самото тоа и на цените на нафтените деривати. Значи, започнувајќи од понеделникот, имаме драстичен пат на цените на суровата нафта пред се во Соединетите Американски држави. И основна причина за тоа е што во Соединетите Американски држави голем број од трговците купува сурова нафта и сега нема каде да ја складираат таа сурова нафта, купува и по фјучерси, кои што дојде моментот кога тој фјучерс треба да го реализираат и се доведува во ситуација, никој не планирал дека може да има ситуација кога ќе нема резервуарен складишен простор за складирање на таа сурова нафта. И од тие причини трговците во Соединетите Американски држави поедноставно и поевтино им беше, наместо да земаат пари, да плаќаат пари за некој да им ја откупи таа сурова нафта. Се разбира, тоа ќе има влијание и во Европа, и веќе во овие неколку дена, денес и вчера, тоа се чувствува, но во Европа нема таков драматичен пат на цените на нафтените деривати и Регулаторната комисија за енергетика, како и секогаш, кога ги определува цените, ги определува врз основа на тоа што се случувало во претходната недела. И, односно, ние наредниот понеделник, кога ќе носиме одлука за цена, ќе анализираме претходната недела, цената на секој нафтен дериват посебно, како и курсот на доларот и понатака ќе ги додадеме и давачките кон државата кои што ни се утврдени со закон. Значи, кај нас, ние во вчера определивме цени врз основа на случување на пред се на Медитеранската берза, каде што сме врзани и ние како Регулаторна комисија за енергетика, како и сите земји во регионот, врз основа на случување во минатата недела. Тоа што ќе се случува сега во оваа недела, ќе го ефектуираме во следната наша одлука. Инаку оваа недела имаше зголемување на цените за нафтените деривати, на бензините за 3,5 денари, пред се заради зголемувањето на акцизата, а дизелот се зголеми за 1,5 денар. Значи, доколку не постоеше акцизата, бензините ќе се зголемеа за половина денар, а дизелот ќе се намалеше за 1,5 денари. Но, ние како Регулаторна комисија за енергетика сме должни да ги применуваме акцизите. Имајќи во предвид дека оваа уредба, кога се донесе, последниот член од оваа уредба предвидуваше незината примена да биде со денот на незиното објавување во службен весник и поради тоа ние ја применивме веднаш кога влезе оваа сила во сила оваа уредба. Посебно за ова како ја применивте баш вчера, меѓутоа овие случувања кои што ги имаме оваа недела од аспект на тоа дека цените на нафтата се практично во минус на американскиот пазар, велите ќе ги земете во предвид како тие ќе се рефлектираат и на европскиот во текот на оваа недела. Што значи тоа? Дали може да очекувате намалување на цените во понеделник кога ќе ја кроите значи, новата цена? Ние имавме една ситуација таква и на 16 март кога носевме одлука за цена, кога драстично ги намаливме цените, бензините за 7,5 денари, а дизелот за 6 денари. И тогаш во претходната недела имаше реакции од граѓаните дека сегде паѓаат цените на нафтата, само во Македонија имаше некое минимално намалување од денар и пол, што не е минимално, но сега во овие услови по-драстични е малку поголем, го кажуваме минимално. Значи, да почекаме, ги следиме ние податоците, ги добиваме на дневна основа и врз основа на тоа ќе ја донесеме одлуката во понеделник. Инаку ние добиваме податоци за понеделникот и за вторникот, а веќе ги имаме и денес за среда.
Но намерно не излегуваме со информации, пред се поради тоа што можеме да влијаеме на пазарот со нафтени деривати во нашата држава, да ставиме некои трговци во повластена позиција и тоа не го сакаме. Едноставно, како и што сме го правеле тоа во изминатиот период, така ќе продолжиме и сега. Во понеделник, кога ќе ги имаме сите податоци, ќе излеземе со цените на нафтените деривати. Какви се? Значи, најголемо влијание на цените на нафтените деривати во нашата држава има пред се цената на секој нафтен дериват поотделно, како и курсот на доларот. Значи, тие две работи имаат најголемо влијание, а понатака ги додаваме сите останати законски давачки кои што се и маржи кои што им ги гарантираме на трговците со нашата методологија. Бидејќи сте и избран за прв човек, мислам, на сите регулаторни тела, поправете ме точно. Да, во енергетската заедница. Во енергетската заедница. Што велат прогнозите, до каде може да овде и оваа ситуација и кога може да се очекува нормализирање на состојбата? Видете, значи во рамките на енергетската заедница има и посебен оддел кој што се занимава со нафтата и со нафтените деривати и во комуникација со одговорните од оваа институција сите се изненадени. Никој пред 2 месеца не очекувал дека ќе се случи овоа. Значи сега имаме ситуација кога имаме пред се драстичен пат на потрошувачката, а исто така имавме еден период кога не се намалуваше и производството. И поради тоа настана еден целосен дисбаланс на пазарот со нафта во целиот свет. По постигнатиот договор во рамките на ОПЕК и Русија, од 1 мај се очекува намалување на производството. Но и тоа производство кога ќе се намали, тоа нема да се намали доволно колку што е намалена потрошувачката. Така да и во наредниот период очекуваме дека ќе нема драматични промени во однос на цената на нафтените деривати на светските берзи. Се разбира, ова нема да биде вечно, ќе има и период кога ќе има и пораст, но во наредниве 2 до 3 месеца, еве си давам за право тоа да го кажам, дека не очекуваме драматични зголемување на цената на нафтата на светските берзи. Она што го споменавте пред малку е буквално околу уредбата и носењето на одлуката во текот на вчерашниот ден од ваша страна, цената на нафтените деривати да се зголеми врз основа на зголемената акциза. Но сега тука збунува оној факт што буквално одлуката ја чекавте да биде донесена, кога беше објавена таа во службен весник, за вие да може веднаш да пристапите кон незино калкулирање во пресметките. Бидејќи вие излеговте со анализа, односно излеговте со одлука многу бргу откако заврши владината седница. Сега прашањето е дали беше донесена на таа владина седница? Јас не би знаел на која владина седница била донесена. Одлуката беше објавена, односно уредбата беше објавена вчера утрото во службен весник. И тамо беше точно наведено дека таа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во службен весник. И од тие причини ние моравме да ја примениме во одлуката која што донесовме вчера. Но и вчера да донесевме ние одлука, а денеска да влезеше во сила уредбата, ние повторно ќе требаше да ја промениме уредбата. Бидејќи акцизата е законска давачка и не може акцизата да не биде применета веднаш, што е исто како, например, за ДДВ-то, ако кажеме дека е 18%, и регулаторна комисија да каже нема да биде 18%, ќе биде 15%. Значи, тоа не може така. И од тие причини, ние вчера, веднаш по донесувањето на уредбата, ја донесовме нашата одлука. Значи, потенцирам. И во четврток, да била донесена уредбата, а ние одлуката да сме ја донеле во вторникот, ние повторно во четвртокот ќе требаше да ја усогласиме нашата одлука со новите акцизи. Значи, така да ние не сме чекале никој. Значи тоа е вообичаена правна пракса во нашата држава и сега ја разбирам дека има голем број на шпекулации, голем број на лажни вести во изминатиот период. Тие се најактуелни, тие се најинтересни.
но јас сакам да им кажам на граѓаните како функционира тоа и се разбира дека луѓето кои што се од правната фела знаат тоа како функционира. Не, овде не стануваше збор за лажна вест, туку навистина беше збунувачки кога била објавена одлуката, кога вие сте имали, кога сте донеле вашата Одлуката беше објавена вчера наутро во службен весник број 105/20 и се вели во самата во самата уредба дека влегува во сила со денот на донесување. Тоа значи дека вие ден пред тоа да имавте седница, кај мораше повторно да имате... да ја промениме нашата одлука за цени на нафтени деривати. Инаку од вчера започнаа да се применуваат и новите акцизи и за сите трговци кои што увезуваат нафтени деривати во нашата држава. За колку е намалена потрошувачката на нафтените деривати во Македонија во... Значи ова е еден краток период, но според нашите комуникации што ги имаме пред се со компаниите кои што имаат малопродажба, бидејќи најмногу е погодена малопродажбата во овој момент, потрошувачката е намалена за приближно 40%. И врз основа на оваа намалена потрошувачка од 40% се намалени и приходите во буџетот. Да, кога сакава прашав за колку се намалени приходите. Па сега приходите се намалени некаде според тие анализи што ги слушаме, споредено со минатиот со истиот овој период од минатата година за 10 на 15 милиони евра. Но исто така има и дополнително намалување поради драстичното намалување на цените и на бензините и на дизелот. Како репер, да ви кажам, значи на 30 декември сме имале цена на дизелот 63 денара, денес и со зголемена акциза е 46,50 денара. Тогаш сме имали цена на бензинот на 98-цата 70,5 денара, денес имаме 54 денара, така да имаме сериозно намалување на цените. Не е тоа поради некое влијание на нашата држава или на регулаторната комисија за енергетика, едноставно такви беа случувањата на светските берзи и ние со нашата методологија само тоа го ефектуираме преку крајната цена. Значи, какви ќе бидат случувањата на светските берзи и кога расте и кога паѓа цената на нафтата, ние тоа го ефектуираме во нашата методологија. Јас знам дека кога зголемуваме сме непопуларни, па сега гледаме кога намалуваме сме непопуларни, ја не знам како да погодиме за да бидат сите задоволни. Но да бидат сигурни граѓаните, нашата методологија е иста како методологиите што се применуваат во сите земји каде што се регулира нафтата, а такви се мал број на земји, тоа е Словенија на пример, а додека во сите останати земји во регионот овој бизнис е целосно либерализиран. И од тие причини, ако ги анализираме цените на нафтениве деривати во Македонија и во другите земји, ќе многу е јасен заклучокот дека цената на нафтените деривати во нашата држава е убедливо најефтина. Во конкретно, некаде сега цената на дизелот е 0,75 евроценти, споредено со Албанија изнесува 1,34-35 евроценти, тоа е за 36-7 денари повисока цена. Во Србија е 1,25 евроценти, во Бугарија е околу 1 евро и така натаму. Значи имаме реално една од најниските цени во Европа, а и гарантирам дека имаме најниска цена на нафтени деривати споредено со сите земји на членките на Европската Унија. Единствено поевтини цени од нас имаат Русија, Белорусија, тие земји имаат. До кога ќе важат овие зголемени акцизи? Па јас колку што ја прочитав уредбата, акцизите ќе трајат некаде до крајот на годината, но со оваа уредба е уредено до како ќе расте цената на нафтата на светските берзи, така да се намалува и акцизата. Доколку достигне ниво од 8 јануари оваа година, во тој случај акцизата ќе биде иста како што била и претходно. Значи да не правиме преголема фама дека со акцизата ќе настане нешто драматично пореметување на нашиот пазар, дека ќе се зголемат екстремно трошоците на сите, дека можеби ќе има инфлација, да не дигаме непотребна фама,
Јас го читав и интервјуто на гувернерката, каде што апсолутно кажа дека овој влезен инпут на многу индустрии е драстично намален во однос на претходниот период. Ние сега треба отворено и искрено да си кажеме кој од сите тие производители на било кој производ, каде што во и битно влијание има трошокот за нафта, за бензин, за било што, ги намали своите цени. Никој не ги намали. Да, но тука имаме намалување од 20 денари. Сега да не кажуваме дека, значи, ако била цената на дизелот 63 денари на 30 декември и сме немале проблеми со инфлација или со било што, денес е 46,50 денари. За која инфлација ние ќе збориме сега? Да, но сепак тука се реакциите, реагираат транспортерите, еви и опозицијата реагира дека ова се прави на штета на граѓаните, на врџебот на граѓаните и штета на особено на транспортниот бизнис. Тие пак ќе речат, ние не знаевме ни дека вие велите не предвиделе дека ќе има толкаво намалување на цената, но тие исто така не предвиделе дека и нивната работа ќе биде со намален можеби обем заради воредната. Значи ја не би навлагал, не ќе да навлегувам во политичкиот фолклор во државата, политичките партии секој си го кажува својот став, тоа е нивна работа. И тоа така треба да биде. Ние сме независна институција и нема да навлеземе во разноразните коментари. Како регулаторна комисија за енергетика применуваме закони, сега во последно време и уредби, и тоа е тоа. Во однос на транспортерите, јас не верувам дека еден камион кога ќе наполни нафта во Македонија каде што е најевтина и кога ќе оди на било која дестинација, нема да наполни нафта од друго место. Тамо секаде е поскапа нафтата од Македонија. Значи, транспортерите треба да бидат фер и отворени и да кажат дека треба и тие својата услуга, логично на ова што е овие намалувања што сме ги имале до сега, и тие бар делумно да ја намалат својата услуга. Не викам целосно, да си има кризен период и да имаат своја зголемена маргина од претходно што ја имале. Но тоа не е направено. Така да мене малку ме иритира тоа што во овие кризни моменти сите очекуваат од буџетот на државата да даде, ама никој, кога ќе треба да се каже нешто да се направи за да се тој буџет го полниме сите ние граѓаните. Кога ќе треба нешто да се направи, сите имаме против. Така не може. Така да сите треба во овие услови да бидеме апсолутно солидарни. Како што ни покажа пензионерите, како треба да се биде солидарен во кризни услови и први да се ги покријат своите трошоци и за електрична енергија и за топлинска енергија и да му дадат сигнал на нашиот и електроенергетски систем и систем за топлинска енергија да опстои во кризни услови. Очекувам дека ако можат тие да бидат солидарни, треба сите ние да бидеме солидарни во овие кризни услови. На крајот на криштата тие пари завршуваат во буџетот и тие пари ќе бидат прераспределени на граѓаните во нашата држава. Колку пари ќе се приберат дополнително од овие 3 денари акциза во буџетот? Има некои пресметки со оглед дека претходно имаше Стопанската комора, но тоа беа пресметки направени на годишно ниво и за 2 денари акциза. Сега, значи, тие пресметки најдобро ги има Министерството за финансии и јас не би навлагал во точни бројки, некаде очекувам да бидат помеѓу 30 и 40 милиони евра. Но зависи од многу фактори. Пред се да видиме како ќе се одвива оваа криза, дали ќе се намалуваат, ќе се овозможи да имаме зголемено движење на граѓаните и со тоа и да расте и порастот на нафтените и порастот на потрошувачката на нафтените деривати. Значи сега имаме една реална ситуација кога и овие компании кои што продаваат нафтени деривати реално имаат сите тие компании фиксни трошоци. Во бензинските пумпи работат луѓе. Тие се наши граѓани, не се негде од странство донесени. Тие луѓе треба да земаат плата. Има некои компании кои што ги затвараат бензинските пумпи, ама на некои им работа 24 часа, како што работеле претходно, за да излезат во пресред и на полицијата, и на сите оние институции на кои што им е потребна
на кои што им се потребни нафтени деривати, кои што ги користат. Значи, да резимирам, очекувањата се негде дека ќе бидат собрани 30 до 40 милиони евра повеќе во буџетот, кои што верувам дека ќе помогнат пред се за стабилизирање на економската ситуација во нашата држава, бидејќи има доста сектори кои што се погодени. Значи, некој треба да даде, некој ќе треба да земе, па понатака тој што земал ќе даде во буџетот и верувам дека во наредниот период ќе имаме стабилизирање на вкупната економска состојба во државата. Мислиовски, може ли да има корист економска државата од овој историски пат на цените на нафтата на светските берзи, особено ако се размислува за нивна набавка и складирање? Видете сега, мене ако ме прашувате, јас апсолутно во овој период би купувал нафтени деривати. Сега ние имаме одговорна агенција за нафтени деривати кои што го прави тоа, но знаете, ние имаме закони за јавни набавки кои што пред избори иде тешко распишување на овие јавни набавки и верувам доколку постои можност, размислувањето е и тоа во оваа агенција и ја потикнувам на тој начин да размислува со цел кога ќе имаме да ја држат ценовната стабилност на пазарот. Ние нема секогаш да имаме оваа цена на нафтата, тоа е пик. Сега е негативен. Ако се сеќавате пред 7-8 години имавме пик кога цената на бензинот отиде до речиси 100 денара. Ама тогаш акцизата не се намали, ДДВ-то за овие не се намали, остана исти. Значи, државата кога растат цените на нафтените деривати, секогаш е во ќар. Пред се врз основа на ДДВ-то. Така да сега кога паѓаат нафтените деривати, помалце пари се собираат и ја разбирам оваа мерка што е превземена, но треба да размислуваме и да се обезбедат нафтени резерви кои што во одреден период кога би почнала да расте цената на нафтените деривати, би можеле да ни овозможат ценовна стабилност. Мислиовски, кој е вашиот став по однос на барање на Стопанската комора на Македонија, која беше пропратена со останатите други, а се однесувани за начување на акцизата за екстра лесното гориво со дизелот? Значи, Регулаторната комисија за енергетика во однос на ова прашање имаше јасен став и неколку пати јас и јасно го кажав дека треба да се изедначи акцизата која што е за екстра лесното гориво или популарно наречената црвена нафта со акцизата на дизел. Тоа го кажувам поради тоа што нашите анализи кои што ги добиваме покажуваат дека во периодот кога не треба да има продажба на овој производ се случуваат одредени продажби. Тоа некаде сега имаме посериозно намалување во изминатиот период, некаде споредено со 2014-15 имаме период на намалување на продажба на овој нафтен продукт во период кога не би требало тоа да се прави. И пред се тоа го прават компании кои што го користат за транспорт. Што според мене апсолутно е неодржливо и е неисправно, затоа што прво од еколошки аспект црвената нафта е многу полоша отколку дизел. Тоа е една работа. Втора работа која што е битна е тоа што многу помалце пари се добиваат во буџетот од овие нелегални, да ги наречам, трансакции. Се случува сигурно и да има кога на некои компании кои што наводно ја купуваат за нивни потреби оваа црвена нафта, да ја користат за транспортни цели на своите камиони, на своите и на дивните и на останатите автомобилски средства кои што ги имаат. Значи, од тие причини ние како Регулаторна комисија за енергетика искажавме јасен став дека тоа прашање ќе мора да се реши. Сега со оваа нова уредба е предвидено акцизата за екстра лесното да се зголеми за 3 денари. И таа не е во зависност од цените на
на нафтата на светските берзи, туку е фиксно 3 денари. Значи може да се случи кога ќе почне да расте цената на светските берзи, акцизата за дизелот да дојде до нула, зголемување, односно како што била претходно, но акцизата за екстра лесното ќе биде иста. Јас верувам дека ова е еден меѓучекор кон конечно решавање на овој проблем. И сега дополнително кон тоа ние имаме период од 15 април до 15 октомври да нема продажба на оваа црвена нафта. Во голема продажба сепак има, бидејќи еве и Министерството за финансии пред малку испрати и соопштение кои што во моментот го нема. Во голема продажба тоа не треба да го има од причина што е забрането. Значи, ние во нашите анализи што ги имаме, гледаме дека имаме една константно потрошувачка во периодите јануари, февруари, март, ноември и декември и вообичаено во април има нешто зголемено. Најверојатно сите купуваат во периодот до 15 април за да може да го пласираат на пазарот во тој период измеѓу. Но како и да е, ова прашање треба сериозно да се разгледува и верувам дека во наредниот период ова прашање конечно ќе се разреши, инаку регулаторната комисија за енергетика ќе остане на овој став дека акцизата за екстра лесното треба да биде иста со акцизата за дизелот, пред се од еколошки причини, но треба да внимаваме и да имаме реална конкуренција на пазарот, затоа што не може некои компании да продаваат дизел на камиони, а некои да продаваат екстра лесно. Значи нема тука конкуренција. Тоа е значи злоупотребување на пазарот. И верувам дека и во наредниот период сите државни институции кои што се задолжени за ова прашање, и баш ми е драго што ова прашање се ги исплива на површина, посериозно ќе си ги извршуваат своите обврски и дека ќе прават посериозни контроли во рамките на своите можности. Како што кажав, има реални злоупотреби. Значи, ќе си купат екстра лесно, ќе си стават резервоар во дворот, тоа не може никој да го контролира, и ќе си го користат не за грејење, ќе си го користат за да си вози камиончето, да си вози некој постар автомобил и така натаму и така натаму. Ако ова се знае што го велите овие злоупотреби, зошто нема реакција од институциите, барем да се намалат ваквите злоупотреби, бидејќи ние гледаме дека и во вашите извештаи кои што годишно ги објавувате има околу 50 милиони литри потрошувачка на екстра лесно, а при тоа и вие велите дека за домаќинствата доколку се грејат е потребно 5 милиони литри. Значи, потрошувачката е тука негде, од 45 до 50 милиони литри, како што кажав. Но не се намалува постојано. На годишно ниво не, има мал тренд на намалување, но последниве 2 години тоа е тоа. Значи, има компании каде што ја користат или за грејење, или кои што ја користат во своите производни процеси, или пак ја користат пекари, исто така ја користат и домаќинства. Значи, ние како регулаторна комисија за енергетика во овој дел потпишавме меморандум за соработка со Државниот пазарен инспекторат. Значи, и при издавањето на лиценците за трговија со нафта и нафтени деривати, кога ги проверуваме складовите на компаниите кои што бараат лиценци, заедно излегуваме на терен со Државната пазарна инспекција со цел да знаеме точно секој резервоар за што се користи. И сега кога ги издаваме лиценците, точно кажуваме, тој резервоар се користи за бензин, B95, бензин 98, дизел, екстра лесно, за да можеме, не ние како институција, туку другите институции, по-лесно да ги контролираат. За да можеме да ги контролираме и купувањата, и продажбите. Инаку, ја верувам дека во наредниот период, бидејќи ова прашање, како што кажав, исплива на површина, и Државната пазарна инспекција, како и досега, а верувам и одсега, многу повеќе ќе врши контрола на овие случувања.
Но да потенцирам, навистина е тешко некој ако купил во некој резервар кој што никој не го знае каде. Но верувам дека тоа ќе биде за одреден период, ќе се стабилизира. Особено имајќи во предвид екстра лесното гориво во наредниот период, без разлика што и да се случува, ние ќе имаме посериозна гасификација на државата, така да самата потреба од екстра лесното гориво се повеќе и повеќе ќе се намалува и дополнително ние имаме обврски како земја која што веќе ќе започне преговори со Европската унија, екстра лесното полека целосно да го исфрлиме од употреба. Имено во голем број на земји членки на Европската унија екстра лесното не постои како гориво, додека во земјите од регионот каде што се користи како гориво, за греење во најголем дел и мал дел за производствените процеси на индустријата, има иста акциза како и дизелот и на тој начин се прави притисок овоа гориво да се заменува со поеколошки гориво. Ако зборувате за овие злоупотреби кои очигледно е дека сите ги знаат дека се прават, тогаш навистина е нејасно како досега никој не е казнат за ваква злоупотреба која што нималку не станува збор за некоја мала количина или мала сума на пари. Јас искрено да ви кажам, ја немам информации како се реализираат овие акции на терен. Сигурен сум дека Државниот пазарен инспекторат го има воочено овој проблем и дека има сигурно постапувано по многу поплаки од овој тип. Да речеме, тоа го анализиравме во општини каде што има гасификација. Значи, тамо во голем дел од тие општини екстра лесното се користело за греење на училиштата или на јавните институции. Или тоа, или мазут, но во голем дел се користело екстра лесното. И сега, тоа екстра лесно гориво, како прво, и квалитетот му е доста сомнителен. И тоа има пропишан квалитет по кој треба да се испорачува до крајните корисници. Со тоа што ги имам информација од Државниот пазарен инспекторат, во многу случаеви тој квалитет не е почитуван. Во многу случаеви се манипулира со количината која што се испорачува до крајните корисници, а од друга страна имаме општина Струмица и општина Куманово каде што ова се заменува со природен газ и одеднаш тој проблем исчезнува и гасификациите на овие општини во делот на намалување на трошоците на општинската администрација покажува реални резултати. Но за сево ова да профункционира, како што кажав и претходно, ние треба да одиме во насока на изедначување на акцизата на екстра лесното со дизелот и на тој начин сите тие што сакаат да злоупотребуваат ќе бидат обесхрабрени, затоа што ова прво е неквалитетно гориво во споредба со дизелот и на тој начин прават поголеми проблеми на нивните мотори. Значи сега ќе кажат ако ми иста цената нема што да си правам проблеми да ставам екстра лесно, ќе си ставам дизел и верувам дека со процесот на гасификација на државата овој проблем во тој дел каде што се користи екстра лесното гориво за загревање се повеќе и повеќе ќе се намалува и очекувам во некој пократок рок, да речеме за 2 години, екстра лесното полека да се трга од пазарот. Ако ова е ваш јасен став, предпоставам дека го имате кажано и на Министерството за финансии кога се правеа овие анализи околу акцизите, тогаш е нејасно врз основа на кои анализи, кои истражувања тие ги донесоа одлуките да не биде овој ваш став целосно прифатен? Значи, ние кога се носеше оваа уредба имавме комуникација со Министерството за финансии. Се разбира, Министерството за финансии работи согласно законите кои што се во оваа земја и очекува дека во периодот од 15 април до 15 октомври нема да има тргувања со екстра лесното. Односно, дека сите државни институции ќе бидат впрегнати за да ги спречат малверзациите кои што се случуваат во овој дел и јас во тоа апсолутно го разбирам Министерството за
финансии, бидејќи Министерството за финансии функционира врз основа на законите кои што постојат. И ако ние кажеме дека од 15 април до 15 октомври нема што да се тргува, не смее да се тргува со екстра лесното, значи не смее да се тргува. Сите институции кои што се задолжени за тоа ќе си прават контрола и доколку има потреба, може да побараат податоци од регулаторната комисија за енергетика, ние ги добиваме од сите компании на месечно ниво. Но ги добиваме податоците, например, за март, ќе ги добиеме сега, кон крајот на април можеме да доцнеме, но можеме да алармираме дека таа и таа компанија правила трговија со ова. Според информациите кои што ги добивме и во време кога има забрана, има продажба на околу 20 милиони литри екстра лесно. Нешто се пониски од тоа, едно 25% се пониски, што значи но дека има и сепак продажба. Има продажба, затоа велам дека треба да има посериозни контроли и на тоа да се сузбие. И оваа уредба во делот на акцизата за екстра лесното ја сваќам како еден преоден чекор кон конечно решавање на овој проблем. Инаку ние мислењето кога го дадовме во однос на уредбата, за кое што позитивно се произнесовме, кажавме дека се уште останува нашата забелешка во однос на изедначувањето на акцизата за екстра лесното и за дизелот. Да, одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото, гостин Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија за енергетика. Бислимовски, има ли конечно решение, пред малку ги споменавте пензионерите дека си ги плаќаат сметките? Тоа го добивте како извештај, како податок го имате дека тие податоци ги добивме од председ Девана Хоум во периодот кога ги добија пензионерите своите пензии, драстично порасна приходите на Евана во тој период. Се разбира, не се како во истиот период лани, но во однос на тоа, на една почетна паника која што се создаде во држава, дека сега све ќе застане, ништо нема да функционира, пензионерите веднаш по добивањето на своите пензии, исто така и ние упативме апел да се покриваат режиските трошоци за кои што јас бев и критикуван, но тоа мораше да го направам, поради тоа што ликвидноста на електроенергетскиот сектор мора да ја одржиме. По завршувањето на оваа криза, оваа држава ќе продолжи да живее. Овој електроенергетски сектор и понатака ќе треба да биде во корист на нашата економија, во корист на нашите граѓани, но мора да го држиме ликвиден. Има редовни одржувања кои што се прават, има редовни потреби, има луѓе кои што работат во овој електроенергетски сектор, така да особена благодарност имам до пензионерите, затоа што покажа една солидарност како што доликува. Инаку во делот на начинот како ќе го решиме проблемот со сметките, значи ние во овој изминат период и со компаниите од електроенергетскиот сектор и со компаниите од секторот за топлинска енергија не носевме одлуки. Чисто соработувавме и тоа беше на доброволна основа, издававме препораки. Значи прва препорака која што издадовме беше да нема исклучување на потрошувачи кои што не платиле, да не бидат исклучени, и тоа беше прифатено. И сега, имајќи во предвид дека имаме поголем број на граѓани кои што се засегнати од оваа криза, во договори со Евана Хоум и со БЕК снабдување на овие граѓани кои што се засегнати со кризата, значи тоа се пред се оние кои што си примаа социјална помош од претходно, и на останативе на кои што ќе им се исплаќа минимална плата на еден член од семејството, ќе имаат можност своите трошоци за електрична енергија и за топлинска енергија да ги плаќаат на рати, при тоа нема да им се наплаќа камата. Значи, мислам дека успеавме да обезбедиме правичност и према овие погодени граѓани, и исто така да обезбедиме и правичност кон компаниите на кои што реално тие пари им требаат за да ги покријат своите трошоци кои што ги имаат и кон
компаниот кои што купуваат услуги. Например, ние кога збориме за крајната цена на електрична енергија, треба да знаеме дека 60% од тие пари треба да се вратат назад кон МЕПСО и кон електрани на Северна Македонија. Значи, не се само тие пари за Евана, туку си и за другиве, нашиве државниве компании. Иако сите треба да разбереме и тие компании да имаат третман дека се наши македонски компании. Што покажуваат еве сега пресметките, барем првичните, може ли да бидат загрозени енергетските компании, еве ако ги иземеме пензионерите кои што велите ги плаќаат сметките, каква е вкупната слика со наплатата и со стојбата финансиска на енергетските компании, дали може тие да бидат доведени во прашање, дали тоа може да има други реперкусии понатаму врз електроенергетскиот систем? Првичниот шок од кризата помина и сега овие граѓани кои што реално не се погодени, кои што имаат исти примања, започнуваат да се ги покриваат своите трошоци за електрична енергија. Значи, во еден момент сериозно беше загрозена ликвидност и некои анализи покажува дека тоа би загрозена 11 милиони евра на месечно ниво да не недостасуваат во електроенергетскиот сектор. Но со повеќе апели и со добра комуникација се разбира со изворено разбирање од потрошувачите, тој проблем во најголем дел е надминат. Сега имаме ситуација кај МЕПСО и кај електрани и кај ЕСАМ. Например, МЕПСО има приходи од прекогранични преносни капацитети. Тоа е значи кога влегува електрична енергија во нашата држава од соседните држави, доколку нема капацитет во нашата мрежа да ги прими, има аукции на кои што трговците со електрична енергија плаќаат. Сега во целиот регион падна потрошувачката и веќе ние за првиве неколку месеци имаме намалување на приходите од 4 милиона евра за МЕПСО, што се 10% од нивниот купен приход. Исто така кај ЕСАМ, ако во овој период лани сме имале приходи од продажба на вишоци на електрична енергија од 8 милиона евра, оваа година имаме нула. Затоа што нема интерес на, не само во Македонија, туку и воопшто на регионалниот пазар од електрична енергија. Значи падната е потрошувачката, но како и да е, нашите компании и со сите мерки кои што ќе ги превземаме во наредниот период, ќе обезбедиме сигурно и стабилно снабдување со електрична енергија, така да граѓаните да си бидат сигурни, да бидат безбедни, ќе добиваат електрична енергија по разумни цени, да не се дига паника дека нешто драматично ќе се случи. Регулаторната комисија за енергетика во соработка со сите овие компании од електроенергетскиот сектор ќе го одржи стабилен системот и ќе обезбеди разумни цени во наредниот период. Велите дека не може да има да настанат проблеми во енергетското снабдување, во енергетската мрежа, но еве кога ги споменавте овие намалени приходи на енергетските компании, може ли тоа да предизвика еве поголем раст на цената на струјата? Значи, ние во однос на ЕСАМ, ние од 2019 година повеќе не определуваме цена на ЕСАМ и она што е карактеристично од кога ние тоа не го определуваме, ЕСАМ минатата година на тендерот кој што го распиша Евана Хоум продаде електрична енергија по цена за 34,5 евра за мегават час, кое што е за 19% по-ниско отколку што било тоа во 2018, во 2017-16, кога релативно на исто ниво се движеше оваа цена. Значи, ЕСАМ тоа што го направи во изминатиот период е драстично намалување на трошоците во рудниците и тоа некаде во некои години, кога ќе се спореди 2018 и 2019 со некои претходни години, е некаде од 30 до 40 милиони евра. Значи, тие пари што ги заштедија, дел ги префрлија на пониска цена на електрична енергија која што оди за регулираниот пазар. Значи, воведувањето на ефтината тарифа
И ценовната стабилност која што имаме сега, значи имаме непроменета цена за домаќинствата 2-3 години, е благодарение на економичното работење на ЕСАМ. Инаку воведувањето на ефтината тарифа значеше 16 милиони евра на годишно ниво. Што се однесува до МЕПСО, значи МЕПСО, како што кажав, има намалени приходи, а има изголемени обврски поради тоа што треба да ги покрива и трошоците за кои што ги има према ТЕЦ Неготино, кои што претходно беа кај ЕЛЕМ, но по нашите анализи се покажа дека тоа бил погрешен концепт, бидејќи од кога тие трошоци се префрлија кај МЕПСО, само врз основа на тоа, цената на електрична енергија е намалена за 0,15%. Не е многу, но сакам да кажам дека кога ќе се разигра начинот на финансирање на МЕПСО, има подобар резултат. Имено порано, трошокот за ТЕЦ Неготино го плаќаат само домаќинствата. Сега го плаќаат сите потрошувачи приклучени на преносната мрежа. Добро, иако се најавуваше и нов начин на функционирање и кај рудниците околу ископите, тоа остана се уште како забелешка, кој проблем сега, кој што... регулаторна веќе не се замараме со тоа, нека си мислат они, не определуваме цена, нека си се Да, тоа се остана се уште нерешено, но она што е прашање и кое што беше барање од јавноста изминатиот период е да се зголеми траењето на ефтината тарифа. Значи имаше прво барањето беше да се зголеми траењето на ефтината тарифа, па кога објаснивме дека за да се зголеми траењето на ефтината тарифа треба луѓе да излезат на терен и броило по броило да го менуваат, тоа барање се промени и беше цената на скапата тарифа да биде иста како цената на ефтината тарифа, односно да биде 2,7 денари. Значи, тогаш кога постоело простор да се воведе ефтина тарифа во тек на ден, е воведена. И таа се воведе врз основа на анализа од МЕПСО, која што не ја бараше регулаторна комисија за енергетика, туку ја бараше енергетската заедница и Европската комисија. Тие бара да се објасни, бидејќи реално ефтина тарифа во тек на ден е непазарна. Затоа што во текот на денот цената на електричната енергија на пазарот е најскапа. Навечер е најефтина. Но таа анализа на МЕПСО, која што беше доставена и до енергетска заедница, до Европска комисија и до регулаторна комисија за енергетика, покажа дека тоа нема да влие на трошоците на системот. И од тие причини е воведена ефтината тарифа од 14 до 16 часот. Сега ние правевме анализи што би значило да имаме ефтина тарифа во текот на целиот ден. Тоа е значи околу 5,5 милиони евра трошок на месечно ниво. Тој трошок може да го покрие владата од буџетот, кој што е факт дека е сега реално приходите се драстично намалени, или тој трошок по одреден период може да го покријат повторно граѓаните преку зголемена цена на електрична енергија. И од овие причини, и особено имајќи во предвид дека грејната сезона заврши, сега ќе ги имаме април и мај, каде што потрошувачката е многу пониска, и со тој трошоците за електрична енергија се пониски, ние како регулаторна комисија за енергетика имавме став дека нема потреба од воведување на ефтина тарифа во текот на целиот ден, бидејќи тоа понатака ќе остане последици на целиот електроенергетски сектор, кој што се разбира дека ќе дојде денот кој што тие последици некој ќе треба да ги плати. Државните компании и институции исто така требаше да излезат на слободниот пазар, меѓутоа гледаме дека тоа кај добар дел од нив се уште не е случај. Значи, таа ситуација малку сега во изминатиот период се подобрува. Ние ја пратевме оваа ситуација и побаравме информација доставивме информација до владата и владата ги задолжи сите овие компании, сите овие државни предпријатија, општини, основни училишта и така натаму, кои што има обврска да излезат на слободен пазар, да излезат и веќе тоа тие го прават и имаме добар тренд на да речам институции кои што купуваат електрична енергија на слободниот пазар. Таму реален проблем представува и законот за јавни набавки,
кој што е малце посложен во овој дел, затоа и регулаторната комисија за енергетика направи една урнек на документација за оваа јавна набавка како што треба да излегува, како што треба да изгледа, но во одреден момент, бидејќи го мониторираме пазарот, и исто така и во комуникација со државните институции, добивме информација дека снабдувачите, користејќи го овој цајтнот период, почнале да нудат фантастични цени. Например, ако сега просечна цена на, не знам, на едно основно училиште е 8,5 денари, така наречен втор тарифен степен, некои снабдувачи, правејќи се многу паметни, нуделе цена и од 17 до 18 денари за киловат час. И на сите тие информации кои што ги добивме, ние издадовме препорака, односно наредба беше тоа до снабдувачите, доколку продолжат такви понуди да доставуваат, дека регулаторната комисија за енергетика ќе им ги одземе лиценците. И имајќи во предвид дека ние имаме обврска, една компанија што има лиценца во Македонија може да работи и во соседните земји, им кажавме дека и во сите тие земји ќе им ги одземеме и тој процес сега престана и почнуваат да нудат реални цени. Инаку како што паѓа и ценава на нафтата, паѓа и цената на електричната енергија во регионов. Така да очекуваме снабдувачите да не го користат овој цајтнот во кој што се наоѓаат државните институции, затоа што може да се обидат тоа да го направат, ама јас сега јавно им ветувам дека лиценците заради такви злоупотреби на пазарот веднаш ќе им бидат одземени. Што е со цената на парното и на водата? Имаше реакции од граѓаните пред известно време околу сметките за вода. Значи, ние определуваме цени за вода за секое јавно-комунално предпријатие кое што функционира во секоја општина. И при тоа определуваме минимална и максимална цена. Понатака, советот на општината е тој кој што треба да одобри цена во овој ранг помеѓу минимална и максимална цена. Она што ние приметуваме е дека во најголем дел во општините, советите на општините ја потврдуваат минималната цена. Значи, тоа е нивни пристап, тамо политиката си решава, сметаат дека граѓаните ќе бидат оштетени, дека чисто политички си го тераат тоа и тоа е нивни проблем. Но јас сакам да го кажам следново. Значи, ние кога збориме за поскапување за вода, збориме за поскапување 10, 15, 20, 30 денари на месечно ниво. Тие пари многу значат за јавните комунални предпријатија. А за нас како граѓани, јас сум сигурен дека 20 денара или 30 денара на месечно ниво никого не го прави ни побогат, ни посиромаш. Да, но тука се одма реакциите дека јавните комунални предпријатија најголем дел од нив се во минус и најголем дел се со превработеност или со вработени партиски кадри. Имам решение за тоа. Значи, ние како регулаторна комисија за енергетика ќе предложиме регулаторната комисија за енергетика да ја определува крајната цена на секое јавно комунално предпријатие. Да не оставаме на советот. Имаме искуство, сме определувале цени и на Евана, и на БЕК, и на Гама, претходно и на Мак Петрол. И, значи, имаме искуство. Голем дел од тие наши одлуки, компаниите ни ги обжалувале, сме оделе по судови, но во најголем дел сме ги добивале. Значи, треба овој дел околу водата малце посериозно да го сватиме. Но без разлика што ако вие го определувате, зборувам за начинот на кој што тие регулаторната комисија за енергетика во своите одлуки кажува и точен број на вработени. Значи, ќе каже дека ова предпријатие може да работи со 150 вработени. Тоа ако сака нека вработи 500, во цената ќе бидат вкалкулирани 150 вработени. Ако си има пари, нека си работи. Тоа ќе го предложите дополнително? Апсолутно ќе го предложиме тоа и тоа ќе го мора да биде така заради тоа што мора да се стави ред. А како би се регулирале тие загуби кои што ги прават, бидејќи најголемиот дел од нив се цело време и на лифтата должници? Па како што гледате, во најголем дел им ги покриваат општините од своите буџет. Нема да се прави улица, ќе се покриваат овамо трошоците. Што според мене е погрешен пристап. Како би се решило тоа? Регулаторна комисија за енергетика да си определува крајна цена, таа да биде задолжителна за сите јавни комунални предпријатија
И во тие наши одлуки ние точно определуваме кој тип на трошок, колку му е, колку изнесува. Во делот на вработените, кажувам, повторувам, дека ние определуваме вработени колку му се потребни на тоа предпријатие. И тука завршува цела приказка. Ние не можеме да кажеме, ај 600 вработени да има предпријатие кој што знаеме дека функционира со 200 вработени. Побаравте и во законот за градба, кога се добиваат дозволите за градба, да се знае на што би се греел објектот. Јас сум малку досаден човек, ама тоа мора да го завршиме. Едноставно во Скопје, каде што имаме развиен систем на топлинска енергија, мора да му дадеме шанса на тој систем. И тамо каде што има можност да се приклучуваат нови згради, да се приклучуваат на тој систем. Не може ние да си играме играчки, да ни се приклучуваат, проаѓа цевката за парно, а онда се приклучува на струја. И да им кажува на граѓаниве, само инвеститорот за да се ги намали трошоците, инсталиран киловат по стан е 2 киловата. 2 киловата не е мало, но бољарче за садови. Толку се 2 киловата. Он толку праќа ПМЕ-ван. И он ќе си го наплати станот, ќе си отиде, и за граѓаните останува проблемот. Кога ќе повлече граѓанинот, има и бољер, има и телевизор, има и фриждер, има и шпоред, осигурачите исклучуваат. И тоа прави проблем. А инвеститорите ќе се научат дека тамо каде што има систем за развиен систем за грејење, тамо ќе се ја приклучат зградата на системот за топлинска енергија. И цел град Скопје треба да се мапира. Кај ќе се грее на струја, кај ќе се грее на газ, кај ќе се грее на топлинска енергија. Со цел да ги поттикнеме инвеститорите да се приклучуваат на системот за топлинска енергија, во наредните 10 дена трошокот за приклучување на системот за топлинска енергија ќе го намалиме за приближно 30%. Сега за 10 дена? За сега за 10 дена. Преклучувањето на системот за топлинска енергија ќе биде намалено за 30%. Се надевам инвеститорите на нови згради ќе го пратат тој при намалувањето на цената на квадратот. Бидејќи ми ја намаливме и трошокот за приклучување на системот за дистрибуција. Од 500 евра сега е 370 евра. Па не може некој ностоп да се жалат, никој ништо не прави, еве направивме и вие се направете за граѓаните. Мислите дека еве градежниците на вистина ќе одат кон тоа да ги намалат цените на квадрат? Па во тој дел каде што им се намалени трошоците, делумно треба да ги намала. Или да не останува како со нафтава. Паѓаше, ама никој ништо не намали. Јанес Копач, првиот човек на енергетската заедница, предупреди на неисполнување на третиот пакет енергетски мерки, посочувајќи дека тоа директно може да го загрози грантот кој што е за енергетското поврзување со Грција. Што ка значи тоа и има ли некакво поместување, имате ли информација? Значи, ние како институција во тој дел не сме надлежни, но јас како председател на бордот на регулаторни тела на енергетската заедница сум во комуникација и со господинот Копач и со соодветните одговорни за оваа проблематика. Значи, со новиот закон за енергетика, во кој што е транспониран третиот енергетски пакет, не е можно собственик на преносната мрежа за природен газ да биде и трговец со природен газ. Значи, кај нас во моментов 50% е во собственост на владата, 50% е во собственост на Макпетрол. Значи, тоа не е можно. И владата и Макпетрол преку медијација во енергетската заедница, кој што е еден од најуспешните примери на медијација во енергетската заедница, постигна одлука, постигна согласност по кои услови треба да се исполнат за да Макпетрол излезе од собственичката структура на ГАМ. Како што знаете, за тоа се обезбедени и средства од буџетот од минатата година и тие се ставени и на располагање на национални енергетски ресурси НЕР. И ја верувам дека во наредниот период ова прашање, односно во што е можно пократок период, ќе се разреши, се со цел да го разрешиме овоа прашање и ние како држава да си го фатиме
патот и развивањето на пред се на преносната гасна инфраструктура. Она што сакам да истакнам во однос на ова прашање е дека доколку ние не го решиме ова прашање, се доведува во сериозна опасност да не го добиеме и многу поволните кредити од европските финансиски институции за финансирање на проектот за наше поврзување со Република Грција. Значи, ние ако кажеме ај овие пари нема да ги дадеме, ние ќе изгубиме уште дополнителни пари приближно како овие од тоа што е, значи ова прашање верувам дека во најскоро можно време ќе се реши. Дополнително кон ова сакам да ве информирам дека во текот на денешниот ден јас имав видеоконференциска врска со представници од енергетската заедница, со представници од грчкиот регулатор, со представници од ДЕСВО, од грчкиот преносен систем оператор и со представници од Европската комисија, кои што покажа разбирање, покажа трпение и разбирање, но да го решиме проблемот во што е можно пократок рок, бидејќи правиме нервоза и во европските финансиски институции, но исто така и во ние треба да покажеме и сериозност и кон грчкиот партнер, бидејќи сепак гасот ќе доаѓа преку Азербејџан, ќе доаѓа тука, треба да покажеме дека ние имаме сериозен систем кој што и сериозна потрошувачка на природен газ. За колку грант се работи и колку е важно тоа енергетско поврзување со Грција? Пред се тоа е екстремно важно енергетско поврзување, затоа што ние добиваме диверсификација на природниот газ. Во Бугарија, да речеме, сега кога беше во средината на февруари, со профункционирањето на Балканскиот хаб, кога почна да доаѓаат и од други места газ, наместо само од, како што беше претходно од Газпром, цената на природниот газ се намали драстично. Ако претходно се плаќаше $250 за нормален метар кубен, во тој период во Бугарија почна да се плаќа по $140 за нормален метар кубен. Значи, ќе имаме диверсификација, нема да зависиме само од едно место, туку ќе можеме да носиме газ и од друго место и верувам дека тоа ќе влие на конкуренцијата, а со тоа и на намалувањето на цената на природниот газ во нашата држава. Мислимовски, ви благодарам за гостувањето во Топ. Ви благодарам и за поканата. Вам ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нашата програма.